Почитувани гледачи на програмата на телевизија Стар, имаме можност да слушнеме нешто за работењето на дел од граѓанскиот сектор во државава. Вообичаено оделуваме време и простор за невладиниот сектор, граѓанските организации кои што се истакнуваат со својата активност. На нашата програма често пати сте слушале информации поврзани со работењето на невладината организација КХАМ од Делчево. Во наредните 20 на минути ќе направиме еден пресек на тоа како работеше организацијата во 2020 година, што е тоа што е актуелно, кои се проектите кои што се реализирани. Подолго време веќе работи организацијата, реков, меѓутоа во оваа чудна 2020 година и таа мораше да ги прилагоди своите активности. За сите овие работи разговараме со извршниот директор на невладината организација КХАМ, господинот Зекир Абдулов. Господин Абдулов, реков, чудна 2020 година и за граѓанскиот сектор многу работи не може да се реализираат како што треба, а од друга страна и во ваква година ромската популација ранлива и на удар. Прво би посакал што побрзо да заврши оваа 2020 година. Претпоставам дека не сум само тој што го посакува тоа. Најнапред благодарам до вас како телевизија што ми дадовте можност повторно да изнесеме пред јавноста што е она што ние го работиме. Значи, поздрав до телевизија Стар, поздрав до вашите гледачи. Невладината организација КХАМ, како што и самите најавите на почетокот, работи веќе 21 година, работи претежно во источно-брегалничкиот регион со поголем дел од своите програми и проекти, меѓутоа во делот на застапување и лобирање работи и на национални програми со своји партнерски организации. Она што го спомнавте и вие на самиот почеток е точно дека во едни вакви чудни услови не успеваме некако да преживееме, да се снајдеме, бидејќи како граѓански сектор ние сме, освен што работиме со институциите во делот на соработка и мрежување со граѓаните, ние сме директно врзани со граѓаните како целна група, односно наши корисници. Во вакви услови стварно беше оттежното да работиме и дел од нашите програми моравме да ги прилагодиме спрема условите кои што беа наметнати не по наша волја, не по ничија волја. И навистина во текот на 2020 година имавме малку поголем дел од повеќе проблеми во делот на спроведувањето на нашите активности. За жал и не само во активности, туку и самите програми беа редуцирани, не знам од која причина. Една од причините претпоставаме пандемијата која што не затекна можеби сите нас, ни наметна нови услови на работа и нови услови на живење. Меѓутоа претпоставувам дека и делот фондациите и оние кои што ги финансираат граѓанските организации имат свој удел во така нареченото слабо финансирање во граѓанскиот сектор или насочување кон некои други сектори или други граѓански организации, така да можам да кажам дека за разлика од претходните години КХАМ во оваа година е организација која што имам послаб односно помал број на реализирани проекти за разлика од како и речи сите други граѓански организации. Претпоставувам како и сите други граѓански организации, меѓутоа од аспект на наше работење сметам дека 20 година не е една од полошите години, се надевам дека 2021 ќе донесе некои промени позитивни. Сепак има ли нешто што може да се издвои како нешто на што во моментот сте активни? Апсолутно, значи ние рековме дека како граѓанска организација во претходниот период работевме со 13-14 програми, сега сме сведени само на 3 програми, но тоа се програми кои што за среќа ние ги работиме, меѓутоа има и позитивни резултати во самите програми. Јас би сакал само да ги набројам, да ги пред граѓаните, пред гледачите, а тоа е програмата која што е поддржана од Фондацијата Отворено општество на Македонија, тоа е социјална отчетност и правно застапување. Проектот Наша нова шанса во рамките на Еразмус програмата К2, каде што тука сме партнери со хрвати и словенците и работиме на една програма за изработка на програма за базична писменост и вклучување на ромската заедница. Тука наш партнер е и Работничкиот универзитет од Штип, односно приватниот универзитет за доживотно учење Иван Чопраки, сега со новиот назив. Третиот проект е пристапот до правда на маргинализирани групи и заедници од Делчево, Пехчево и Македонска Каменица во соработка со Квина Телквина. Тоа се трите програми кои што ние во моментот ги работиме, инаку во рамките на самите програми, пред се првата програма која што социјална отчетност и правно зајакнување, таа е постара програма која што ние работиме повеќе од 10 години и тука секако дека имаме најмногу резултати. Другите две програми се програми кои што само што ги почнеме да ги работиме и не фати ковидот и тука застанавме со поголем дел од нашите активности, односно мораше да ги прилагодиме спрема условите
периодите. Меѓутоа, како што реков и на почетокот, за постигнување, да, има одредени постигнувања кои што ние ги имаме направено. Јас имам тука забележано неколку податоци. Не би сакал да навлегувам во детали да ги замараме гледачите, меѓутоа пожелно е, односно потребно е кога работи една невладина организација, кога троши туги пари, односно од фондацијата, да кажеш што е тоа што е сработено, што е тоа што е постигнато, за тоа што во многу наврати имавме во последниот период да слушнеме од некои луѓе што е тоа што го работите во овие 10 години, што направивте, потрошивте многу пари. Па што е тоа? Значи, кога имаш еден проблем со каде што еден поголем дел од заедницата не е имунизирана, а законски е задолжително, и имаш неимунизирано население од 60-70%, и тој процент ти ќе го намалиш на 5%, односно ќе стигнеш на степен на имунизација до 90%, тоа е резултат. Меѓутоа кога го слушне некој, па што е сега 90%? Па да, идете ви убедете го населението да достигнете таа бројка. Треба време. Значи најтешко е кога некого кога имаме активности за подигање на свест на граѓаните. Затоа што кај нас, барем за Жалтаков е менталитетот дека нашите граѓани се си знаат, се си имаат, се си знаат, а проблемите остануваат. И антиваксерството е прилично присутно. Посебно ова сакам да го истакнам, значи посебно во периодот кога имаме различни афери и кампањи за антивакцинирање. Значи, луѓето повеќе се пристрасни, односно повеќе прифаќаат лажни вести за вакцинирањето, за вируси и така натаму, отколку да прифатат нешто што е реално. Тако беше случајот и сега и со ковидот, тако беше случајот и со вакцините, така да ние, кога се сеќавам во претходните 2 години, кога почнаа тие амбивалентни вакцини, ние имавме потешкоти да ги убедиме граѓаните дека тие вакцини се повеќето корисни. Сега кој ќе ми потврди? Па се гледа. Се гледа дека има повеќе потреба. Потоа, проблемите, односно постигнувањата кои што ги имавме во рамките на оваа програма се и жените кои што посетуваат матичен гинеколог. Во еден период поради оправдани причини, можеби поради менталитет, посетеноста беше некаде околу 45%, сега успеавме ова да го направиме, процентот да го подигнеме на околу 90%. Се уште имаме проблем во општина Виница. Мислам дека проблемот е повеќе стран. Еден е поради културните и менталитетните вредности, меѓутоа другиот проблем е и поради неинформираноста, односно не знам од кои причини жените немаат покани за скрининг. Не знаеме од кои причини. На почетокот мислиме дека е поради нумеризација на самите објекти, меѓутоа се испостави дека причините се и малку... Тоа е сепак сериозен пропуст. Сериозен пропуст, значи законско задолжение, меѓутоа луѓето не се информирани, а се задолжителни да посетуваат гинеколог. Во рамките на ковид кризата успеавме да поделиме некаде околу 600 хуманитарни пакети во регионот каде што работиме, а имаме најава за уште 230 пакети сега во наредниот период, се со цел да ја ублажиме таа социоекономска криза со која се соочуваат тие најтешко загрозените и најпогодените семејства. Во делот на вработувањето посредуваме, односно ги доближуваме мерките за вработување, така да околу 70 лица успеавме од регионот да ги вклучиме во општинско корисна работа, односно практиканство. 4 семејства успеа преку нас да добијат грантови од по 5000 евра да отпочнат со свој бизнис и така натаму. Тоа се неколку работи кои што ние во рамките на оваа програма успеавме и покрај сите потешкоти, успеавме да ги пружиме на нашите граѓани, на нашата целна група, се со цел делумно да се ублажи таа нивна социоекономска положба, па дури и дел од проблемите кои што се од областа на здравството. Сега интересно е дека долги години се спредуваат проекти и постојано лебди тоа дека има проекти многу, подобрувањата се мерат со ситни чекори. Вие рековте има многу постигнувања, посебно со имунизацијата. Меѓутоа очигледно постојано има потреба уште повеќе за работа. Дали проектите кои што ги работите во моментот се доволни и оние што се работени досега за да се подобри состојбата на ромската заедница? Значи прашањето е на место и одржливо. Точно е тоа дека колку да работиме, колку да има проекти, секогаш потребата останува. Значи тоа е причината за тоа е што дел од програмите треба да бидат институционализирани. Покрај нашето работење на терен, значи давањето на сервис услуги, ние се обидуваме поголем дел од прашањата да ги ставиме да ги дадеме на институциите и тоа прашање да биде решено институционално затоа што тоа е одржливо. Меѓутоа
ќе стигнеме до некој ниво и повторно се враќаме назад. Институциите ќе потпишаат меморандум, ќе потпишаат договор и на крај повторно останува прашањето да го решаваат граѓанските организации, а граѓанските организации проблемите ги решаваат во рамките на проекти. Донаторот давам, некој ќе рече стоп, доста е до тук. Еве, најдете си извори на финансирање и решавајте го вашиот проблем. Но тоа се основни екзистенционални прашања за кои што ние во моментот и не треба да зборуваме, односно државата треба да најде начин како тие прашања да ги решава. Ја не знам, мене ми е навистина чудно како да речеме една скрининг програма која што е законски задолжена за жените да посетуваат гинеколог, да не може да биде доставена покана. Од една страна се жалиме на преголем број на администрација, од друга страна се жалиме дека населението не добива информации, покани или решавање на проблеми од страна. И замислете, сега според она што го имаме како пракса, кога има таков проблем, треба некој да направи обука на таа администрација како да ми испраќа, мислам апсурдно, меѓутоа така испраќа, како да ми испраќа покани. Мислам, не е до таму не е до обука, претпоставам, пошто тој проблем не е од сега. Малку го не знам, пародија правам од целото, затоа што така ми се чини. Несватливо е не само за вас, и за нас кои што работиме долги години на таа проблематика, меѓутоа уште понесватливо, па и проблем е за самите корисници, за жените, односно за граѓаните кои што таа услуга треба да ја добијат непрекинато и законски. Затоа реков, одржливоста најповеќе треба да се гледа во рамките на институциите. Не може преку проекти. Имаме многу примери каде што, да речеме, проекти на невладините организации се работат 5-6 години, се дават на институциите, па потоа институциите ги развиваат тие програми, како што е проектот со градинките, прешколското образование за децата роми, граѓанските информативни, односно ромските информативни центри, така натаму. Имаме програми кои што се дадени на институциите и функционират и се одржливи, меѓутоа се уште има програми и проекти кои што треба да бидат институционализирани за да можеме тоа што вие го прашувате да сите тие индикатори бидат издржани. Инаку, рековте, најавивте некои од моментите кои што се причина за забавувањето на темпото. Ајде, ковидот е можеби оваа година. Меѓутоа, кај вас во КХАМ, што мислите, генерално, имате искуство долги години, многу повеќе од други организации кои што работат во сферата на ромските правата на ромите, што е тоа што ја забавува имплементацијата на вистина? Овде не знам како ќе биде сватен пред гледачите, меѓутоа наша должност е да кажем. Ние како организација сме препознатливи во претходниот период кога можеме да гостуваме во вашите емисии по онаа што објективно го кажуваме, впрочем и целта на една невладина организација, односно она што треба да го работи на граѓанска организација е да биде коректор на власта, односно да укажува на проблемите каде што институциите имаат пропусти. И тоа треба тие да го сватат објективно и добронамерно, а не да ни враќаат, односно да се конфронтираат со нас. За жал ние имавме еден период кога институциите се конфронтираа со нас, сметавме дека во после 2015 година оваа ќе престане. Да, во еден дел да се престанете, меѓутоа се уште сметаме дека кога на институциите, на владата ќе им кажеш за одредена проблематика и некој пропуст, веднаш ти се конфронтираат со тебе. Значи не е само ковидот, е една од многуте причини кои што предизвикаа забавување на реализација на ромските програми. Па еве да ви кажам, еве овдека баш имам со мене една декларација на земјите од Западен Балкан за интеграција на ромите во рамките на процесот на проширување. Таа декларација е донесена на 5 јуни 2019 година, декларација која што буквално се поклопува со стратегијата за инклузија на ромите во државата 2020 и што да кажа. Иницијатор беше Македонија, наредна година ќе биде Албанија. Од оваа декларација буквално нема ни д. Ништо. Значи вработување, домување, образование, здравство, цивилна регистрација, недискриминација. Сето тоа е само декларативно дадено ова дадено. Советот на министри го одржаа својот состанок, донесоа декларација, ќе работиме и до толку. Впрочем, тоа сакам да го кажам, во последно време имаме многу декларативни заложби од владата, меѓутоа реализацијата е скоро никаква. Еве уште еден податок. Извештајот на Европската комисија, кој што беше од неодамна даден за напредокот на државата, во делот каде што се спомнуваат ромите на неколку места, посебно во поглавје 22, 23 и 26, напредокот односно вклученоста на ромската заедница и решавањето на нивните проблеми, од можни 5 имаме 1,63. Па самиот индикатор, самата бројка кажува колку
колку државата има направено во однос на решавањето на ромското прашање. Слободно, без лакна на јазикот, ќе кажам дека во последните 3 години ромското прашање е вратено 15 години наназад. Во 2003-2004 година, кога ги правивме првите обиди за вклучување на ромите во рамките на декадата за ромите, ситуацијата сигурно беше подобро отколку сега. Ако ги исклучиме неколкуте вработувања кои што се дадени на државно ниво, кои што предпоставувам и без тоа ќе се случи, слободно ќе кажам, повторно ќе речам дека состојбата на ромите е далеку полоша од пред 15 години. Очекувањата можеби беа преголеми. Еве да речеме последните 3,5 години со промената на власта, каде што и самата ромска заедница искрено со податоци ќе потврдам дека преку 90% даде поддршка на моменталната ситуација и на моменталната власт, меѓутоа очекувањата се навистина можеби и беа преголеми, ама реализацијата е многу слаба. Значи заложби има, реализацијата, имплементацијата е поддршка. Декларативни заложби има премногу, ветување има премногу, меѓутоа ромската заедница слободно ќе кажам дека е изневерена. Нивните прашања останаа, значи основни екзистенционални прашања останаа да лебдат. Секогаш има нешто друго приоритет. На почетокот беше приоритет влезот во НАТО, еве сега проблемот со Европската унија и влез, па ковидот како проблем. Постојано има некои проблеми кои што надвиснуваат. Да, тоа се проблеми кои што ја тиштат државата, меѓутоа ние не смееме да заборавиме на населението кое што е дел од нас. И сите ние за крајева ние за кого работиме? За граѓаните. Ако нивната положба остане непроменета или влошена, што ќе ни се и другите цели, да не набројувам зошто. Така да, како што реков, ќе мора државата програмите кои што ги има одделено за подобрување на состојбата на граѓаните, а пред се на ромската заедница, не само декларативно, туку и практично да ги имплементира и да ги спроведува. Друг податок за намалување, односно за влошување на состојбата на ромската заедница е еве сега со ребалансот на буџетот. Па кинат таму кај што е најтенко, по обичај. Парите кои што беа наменети за од преку транспортни врски, 40 милиони денари за инфраструктура, што не се тоа кој знае колка и пари, се преполовени. 20 милиона се скратени. Таму кај што е најтенко, таму се кине. Да, пандемија има потреба да се зголеми буџетот на фондот за здравство, на Министерството за здравство, меѓутоа кинемо таму каде што е најтенко, кинемо таму каде што луѓето немаат вода, немаат канализација, еве овдека во Штип само да се качиме горе, луѓето се уште имаат вода на најмизерен начин, односно немаат соодветна канализација, немаат соодветна патна инфраструктура. И сега ќе дојдат избори, ќе излезат на малото. И што очекуваат? Навистина како гледате на тој апсурд? И мене ми е тоа абсурдно, навистина луѓето неоправдано, за мене неоправдано и мислам онака без аргументи, често пати знае да кажат декадата и говореа во негативна смисла за декадата на ромите, па се продолжила толку. Како толку заложби уште има, значи има подобрување, рековте некаде со вработување. Има во образованието дел има подобрување. Има млади роми кои што завршуваат училиште и сите тие работи, но уште имаме слики на живење на ромската заедница во субстандардни услови, не се субстандардни, мал е зборот субстандардни. Значи, и повеќе од тоа. И тука решение немаме. Каде тука да се бари, како да се бари? Видите, вакви проблеми не можат да бидат надминати. Не можат преку ноќ, не можат. Не преку ноќ, без учество на институциите. Не можеме ние да ја тргнеме државата, односно институциите и да бараме само помош, ќе дојде некоја фондација и ќе ни направи бараки или зграда ќе ни направи. Зошто? Кај живеат тие граѓани? Кај плаќаат данок? Сега не плаќале данок, ма немој ќе купи лепеве го данокот и тамо е. Значи не сакам да навлегувам во таква дебата, меѓутоа државата мора да си преземе сериозни обврски. Тоа што ќе дојде од надвор како проект, како програма, како странска донација, тоа треба да биде добре дојдено и плюс. Меѓутоа не можеме ние да ги оставиме граѓаните да живеат во тие субстандардни услови. И крајот на краиштата, што е работата, односно одговорноста на една локална власт? Да вработува. Не е тоа. Тие не вработуваат. Тие треба да ги решаваат инфраструктурните проблеми пред се на граѓаните, да обезбедат основни услови за живење и за работа. Тоа е нивната, не да ги условуваат со изградба на 4 километри ако гласате.
Еве ви 4 километра, па еве ќе ставиме вода. Вие вода морате да ставите, па без разлика дали тие граѓани ќе гласаат за вас или нема да гласаат за вас. Дали невладиниот сектор и не само ХАМ и останатиот невладин сектор може сам да влие во менување на таа матрица на однесување дека кој ќе дојде ред ромите, ќе гласате и постојано како некој гласачко тело злоупотребувано. Мокни ли сте сами да го смените тој начин на Не можеме сами да се разбереме, меѓутоа морам да кажам дека граѓанскиот сектор има одредено влијание врз заедницата, не само врз ромската заедница и другите невладини организации кои излегуваат со ставови, со аргументирани докази за одредени прашања, ставот се зема во предвид, да се разбереме. Јас не можам да речам дека доколку ние излеземе како граѓанска организација со сите овие факти и показатели кои што сега ги кажав, за намален буџет, за лоша оценка при имплементација на ромските програми, дека граѓаните кои што ја слушаат оваа емисија, дека ќе бидат неми и глуви. Нема, 100% нема. Меѓутоа, оваа порака не е до нив, ова порака е до институциите. И тоа не е критика, тоа не е напад, тоа е нешто со кое што треба да се занимаваат, да го земат во предвид. Ние тоа го работевме и претходно, пред 2015 година. Додуше имавме многу проблеми, согласите. Нашата работа е тоа. Ако сметат дека тоа е негативно за нив и во нивна штета, а не е, нека се обидат повторно како и претходните. Меѓутоа, ние сметаме дека нивната должност е тоа да го направат. Тие не смеат граѓаните да ги остават во такви услови на живење. И во граѓанскиот сектор да гледат партнер, веројатно, тоа би било најпаметно. Тие викаат дека се партнери. Мене тоа ме чуди. Ама и тоа декларативно. Во институциите, во владата сега гледам еден добар дел од моите колеги, ама искрено да ви кажам, не можам да ги препознам. До вчера бееме колеги кои што збореа на исти начин како што зборувам јас, сега разговараат на друг начин. Нивниот вокабулар е сосема друг. Не знам, можеби кога ќе застанат на функција, самата фотелја ги менувам, меѓутоа морам да кажам дека граѓанскиот сектор има должност да апелира, да идентификува проблеми и тие да ги прикаже пред јавноста, односно пред тие кои што се должни. Колку е во можност граѓанскиот сектор да помага, тоа го правиме. Меѓутоа тоа се проекти со мали финансиски средства. Рековте оваа година на што се работи и владе едно мислење дека сериозни промени се случуваат во граѓанскиот сектор, дека секнуваат одредени извори на финансирање, грантови, дека се менуваат насоките во кои што и кои теми и области се покриваат и ќе се финансираат во иднина, ќе се помагаат, па и дека напуштаат дел од донаторите, сметајќи дека сме веќе стабилни на некој начин. Дај Боже така да, ама не е баш така. Што во наредниот период ќе работи ХАМ, дали е обезбеден од аспект на нови проекти, каква е иднината на ХАМ и кои се предизвиците пред вас? КАБИ искусно организацијата во последните неколку денови е во фаза на изработка на нов стратешки план, во кој што клучни моменти се прашањата кои што вие ги отварате, што понатаму во едни вакви услови. Како некоја пресвртница е за многу невладини организации, то не само оваа година, во еден полу период се случува тоа. Тоа се случува постојано. На 4-5 години увек има некоја пресвртница и по тие причини во нашите стратешки документи, па не само ни сите организации кои што имаат искуство во таа работа, својата стратешка поставеност ја градат врз основа на тие предизвици кои што идат како предпоставка. Така да и ние во тој дел сметаме дека и во 21-та година проблемот со пандемијата ќе продолжи во еден добар дел и покрај тоа што ќе бидеме среќни доколку се најде и доколку се спроведе таа имунизација. Меѓутоа, проблемот сега ќе трае уште некој време, така да дел од нашите програми ги прилагодуваме во тие услови каде што ќе можеме и онлайн да работиме со дел од нашата целна група и дел од програмите кои што би помогнале во смисла на информирање и едуцирање на нашата целна група за самото тоа. Меѓутоа, програмите кои што се за вработување, тие се активни програми, тие не можеме да ги заборавиме. Образованието и покрај тоа што имаме ние одредени успеси, ние не можеме да го прескокнеме во нашето работење. Значи, образованието, здравството, вработувањето, инфраструктурата, дискриминацијата, за жал, која еве заборави да ја спомнам, која што во последно време се има повампирено кај нас. Не можеме да ја заборавиме како област во нашето работење. Тоа ќе биде составен дел во нашата стратешка поставеност. Не можеме да ги спуштиме тие моменти затоа што сметаме дека тоа е нешто неопходно со кое што треба да пристапиме пред ромската заедница, односно пред нашата целна група. Друго што ние планираме да го направиме е она што преку отвореното владино партнерство сме дел
во една програма, односно националниот акционен план број 5, во него ние имаме идентификувано, односно поставено на маса неколку клучни проблеми кои што се појавуваат во последно време и за кои што повторно институциите, не знам од кои причини, не постапуваат соодветно и навремено. А тоа е проблемот со странските пензии. Имаме ситуација кога граѓаните имаат решение за добиена странска пензија и истата не може да ја остварат повеќе од 6 месеци. Па ќе добијат одреден износ кој што е многу минимален или несоодветен, неточно пресметан, па ќе се јавиме таму, па извинете, сега е ковид, ќе почекате уште малку, па сигурно нема да им биде ништо уште неколку месеци. Замислете, сопствената пензија, нека почекат, нема да им биде ништо. Извршителите и банките за гарантираниот минимален приход и другите социјални примања кои што ги имаат граѓаните, повторно ги блокираат и покрај владини уредби и покрај законско решение дека тоа не смеат да го прават. Социјалниот број кој што успеавме да го наметнеме да го имаат, повторно не го препознаваат извршителите и банките. Ги блокираат граѓаните по неколку месеци додека ги обноват документите, тие по неколку месеци остануваат и без тој гарантиран минимален приход. Потоа недостигот на унифициран протокол за системско прибирање и доставување на документите, кога граѓаните одат во, да речеме, во институцијата, односно во здравствена институција, да поднесат документи за нега, за било што, не знам од кои причини матичните доктори или не знаат, или не сакаат да скенираат документи, па истите да ги атачираат, па да ги пратат, за да граѓанинот не се малтретира, не биде ставен во дополнителни трошоци. Не знам од кои причини овој проблем повторно се провлекува, иако за него има соодветно решение. Друг проблем е незаконската наплата, односно кај матичните гинекологи. За тој проблем веќе говориме неколку години и повторно се провлекува и повторно проблемот обстојува, па дури едно време имавме со гинекологот од Виница имавме и проблеми. Не може она што е законски дозволено односно да не се наплаќаат тие прегледи, тие да бидат наплатени и да немаш фискална сметка за тоа или фискална сметка празна со неодредена услуга. Значи на некој начин се насочувате кон реалните секојдневни животни проблеми на граѓаните. Ние не измислуваме проблеми. Така. Проблемите ние ги идентификуваме преку вашата работа на некој начин. Теренската работа и луѓето кои што доаѓаат во нашата канцеларија. Верувајте дека доаѓаат луѓе што крај памета нема да ви текне со каков проблем се соочуваат. И ние тие проблеми не ги измислуваме, ги систематизираме, ги ставаме. Треба да се најде решение. И едноставно се обидуваме во многу наврати да најдеме решение, меѓутоа во еден добар дел и не можеме, и ние сме немоќни. Од оно што го кажувавте досега, се насетува како оди работата практично со институциите, топло-ладно, некош се работи, некош не се работи, некош оправдано, некош неоправдано. За крај, од тоа сте така задоволни или незадоволни, како и да е? Колку сте и како сте задоволни од конекцијата која што имате и вашиот импакт и прифатеност од страна на населението за кое што работите, од ромите за кои што работите? Она што ние можеме да го забележиме е дека прифатеноста е повторно како и во претходниот период е прилично голема. Ние искрено не очекуваме дека ќе имаме 100% прифатеност. Тоа е најнормално, ако речам 100% прифатеност, сигурно ќе излажеме. Увек има некој што не е задоволен, затоа што ние и да сме државна институција, да имаме државен буџет, секако дека проблемите на граѓаните пред на ромската заедница нема да бидат задоволени. Тоа се огромни проблеми кои што се таложени со векови, со години и ние сега ќе ги решиме со една програма од година-две. Не можеме, меѓутоа добар дел од граѓаните се свесни дека тоа што им го нудиме како помош е во моментот соодветно и им помага и тие се задоволни. Секој реков дека има еден дел кој што можеби не се задоволни, меѓутоа тоа многу ретко го забележуваме. Тоа се базира на пред се на нашето долгогодишно искуство, затоа што знаеме да истрпиме, знаеме да истраеме, знаеме да избереме што е приоритет кога имаме одредено прашање за решавање, така да сметаме дека наклоноста сепак ја имаме и во овие тешки времења. Што е на некој начин и насока за тоа како треба да работите и натаму. Јас можам само да ви благодарам што пренесовте она што е работата на невладината организација ХАМ, доколку нешто заборавив, повелете за крај. Немате ништо заборавено, ние сметам дека опфативме добар дел од содржините, меѓутоа ако сакаме сите тие содржини подетално да ги разработиме, ќе ни тебе сигурно многу повеќе време, меѓутоа во крајна линија благодарност до вас и до вашата телевизија што сепак после толку време дадовте можност и ние како граѓанска организација да пренесеме дел од нашето работење ради транспарентност. Да, и би било корисно пак уште еднаш да потсетиме за оние кои што не знаат каде можат да ме најдат и на кој начин.
Имаме ние канцеларија која што е инсталирана, односно канцеларија во општина Делчево. Имаме подрачни канцеларии во Виница и во село Црник. За жал канцеларијата во Виница сега моментално е затворена, односно просторот не ни е достапен, ќе видиме и тој проблем да го надминеме. Меѓутоа може да не побараат на телефонот 413 695 030, не знам дали е потребно тука од регионот. Можат слободно да се јават, имаме веб страна Кам Делчево ОРГМК и тука можат да видат што работиме, да ги земат потребните информации за доколку сакаат да се информираат. Пред се доколку сакаат да бидат застапени, затоа што ние во поголем дел од нашите програми имаме и застапување. Така да во наредниот период, доколку имаме констатирано одредена појава на дискриминација, и системска дискриминација, ние можеме тој предмет да го земеме, да го финансираме и да го ставиме пред институциите, така да дел од граѓаните доколку се наоѓаат на таква ситуација, а немаат финансиски средства, може да се обратат кај нас, да тој проблем заедно го решаваме. Можностите се тука и се разбира ќе побараат сите што треба да се надеваме наредната година да сумираме за постигнување повеќе, не за повампирување на одредени работи кои што не ни се потребни. Ви благодарам за представувањето на работата на КХАМ. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше господинот Зекир Абдулов, извршен директор на невладината организација КХАМ. Слушнавте како и што работи ова организација, но слушнавте и гледања на нашиот гостин поврзани со тоа зошто некои работи стагнираат и каде се тие слаби точки кои што придонесуваат сите напори пак да не вродуваат со оној плод кој што би требало.